Благодарам, председателе. Ќе се потрудам дори да бидам пократок, бидејќи бевте коректен и оставивте простор за мојот колега да детално го образложи законот и потребата од овој комисиски амандман. И навистина беше содржајно и одлично објаснување во контекст, и јас ќе продолжам. И дозволете најнапред да укажам на тоа дека не се сложувам со објаснувањето дека овој закон не бил во насока на обврската за објавување на финансиските извештаи. Токму тоа е. Значи, се бара продолжување рокот за доставување на тримесечните извештаи од 25 на 30, односно 35 дена. И тоа е суштината за која што овој предлог закон доставен. Но факт е тоа дека имаме појава која што треба да не загрижува сите. Финансиските извештаи се сликата за работењето на предпријатието. Добро или лошо, сеедно. Доколку бараме показатели за, ефикасност, продуктивност, корупција, проблеми во работењето, сликата е во финансиските извештаи. Финансиските извештаи се темелот врз кој, например, постои на одборот за материјално и финансиско работење, на познато што е како надзорни одбори. Тоа е темелот на нивната работа во управните одбори на предпријатието. Сега не наблегуваме во легислативата. Она што укаже заменик министерот нуди простор за уште поголема загриженост. И така е, точно е права. Треба да се објават на веб страната на предпријатието, на јавното предпријатие, или доколку ја немаат или немаат технички услови, треба да се објави на владата. Ниту еднашка не добивме информација, ниту на прво читање, ниту сега, кој го контролира тоа, колку предпријатија не ја исполнуваат врската, зошто тоа се случува и дали во крајна линија она време и енергија што представниците на опозицијата потрошиле да направат едно истражување и да констатираат дека само неколку на една рака прсти предпријатија што се бројат ги објавувале самите извештаи, зошто не е постапено по сите други? Кој во владата е заложен тоа да го види? Ако има веќе владата законска обврска, норматив во кој што тоа е пропишано. Без оглед дали се 20, 30 или 35 дена. Дали е можно, ние едноставно само се ги носиме законите, а понатаму да не интересира што се случува, дали се спроведуваат и како се спроведуваат. И при тоа, кога е нешто лоцирано дека не се спроведува, повторно, нагласувам повторно, бидејќи слична дискусија имавме и со Законот за угостителска дејност, што дури во одговорот од владата имавме јасно посочено дека имаме појава со која што се злоупотребува, односно се врши даночна евазија, некој прави пари на сметка на изигрувањето на законот, ние повторно не преземаме ништо со некои, за мене, нелошни објаснувања. Ние снимале во оваа расправа со предлог закони со 50, со 100, некојаш и повеќе члена што се изменувале. Снимале плодни дискусии во кои што се укажувале дека подобро се донеси нов закон, отколку да се прави волков голем број на измена на членови. Така да од тој аспект, доколку нашата цел е да ја подобриме работата, како законодавен дом, да поставиме рамка во која што ќе се дефинираат процесите, каде што секој неспроведување или изигрување на законот би требало да биде санкционирано, тогаш нема никакво оправдување овој комисиски амандман со кој што се предвидува 1000 евра глоба за одговорното лице и 2000 евра глоба за правното лице за необјавување на финансиските извештаи да биде прифатено. Значи, која е поентата тоа што да измените? Ево, ако се сеќавате, кој од вас ќе му текне како образложение добивме од владата за потребата на овој закон? Никој нема му текне. Беше бледо, но исто така, од истото министерство за еден друг закон, во кој што представниците, односно пратениците од мнозинството нема можности да го видат во системот, не може ни да го прочитаат, едноставно им беше укажано мала измената, тие си дигна рака си гласа. Така држава не се води. Затоа имаме потреба ова детално го образложиме, уште еднаш замолиме уште еднаш да се размисли зошто има потреба од овој комисиски амандман час поскоро. Исто така не ми се допаѓа
ни посоченото од страна на представниците на мнозинството дека добро сега не може да бидете еден член, поднесете си предлог закон. Очекував, ако целоисходно е, ако е утврдена потребата, оправданоста од носењето на ваков комисиски амандман, ако знаеме дека ќе посочиме и ќе подобриме работата на јавните предпријатија, нивната транспарентност пред граѓаните, во најмала рака требаше да чуеме добро, ова е тука, веќе во текот на неделата, ние како влада или ние како представници или заеднички ќе поднесеме уште една измена на законот. И ќе ставиме ред во оваа област во која што овие аномалии се посочени. Се разбира, тоа би требало да биде во држава во која што функционираат институциите, држава во која што за секој изигрување на законот следи одговорност и држава во која што граѓаните имаат доверба во институциите на системот. Во оваа држава во која што охрабрува беззаконие, во која што институциите служат само за задоволување на некои партиски нарачки, тоа не би требало да, односно не може да биде случај. И конечно, ако веќе збориме за законот за јавни предпријатија, ете можеше се назначија стотици заменици директори, можеше како комисиски амандман дополнително биде токму тие да бидат задолжени за следење дали се објавуваат или не се објавуваат финансиските извештаи, барем една обврска да имате да се оправдаат. Благодарам. Благодарам, почитувам